Јас не сум сосем отиден во пензија. Значи имам комуникација на дневна основа и со неколку битни амбасади овде во Скопје. Некои од нив ми тврдат дека од премиерот или од министрот за надворешни работи им ги уверуваат дека наредниве неколку месеци, прецизно велат, 3-4 месеци ќе биде доволно за новата администрација на Трамп да ни го реши проблемот со Бугарија. Значи тоа е, повторно велам, тежок политички аматеризам ако веруваат дека Трамп, таков како што го знаеме, ќе има поим и ќе има желба и ќе има национален интерес на Америка да го решава проблемот со Бугарија и со Македонија. Добра, простете, сега ние и многу пати сме се интервјуирале кога бевте актуелен председател и не сакам да ги повторувам дел од тие аргументи, меѓутоа кога велите аматеризам е да се надеваме на американска помош, нели е аматеризам да прифатиме нешто кое што не може да го спроведеме затоа што немаме мнозинство во парламентот и сега да бидеме во оваа ситуација дека ние можеби никогаш нема да имаме такво мнозинство кое ќе го прифати она што вие како председател и тогашната влада сте го подпишале и прифатиле. Ние, само да ја потсетам, јако го знаете, ние сега имаме такво мнозинство. Претходната влада немаше 2/3 мнозинство. Овие имаат и повеќе од 80 пратеника, ако треба. Бидејќи ни еден од албанските пратеници нема да спори. Тоа е против, а не мнозинство за. Против, меѓутоа, кога ги соочувавме аргументите, зошто сте против? Велеа дека само како бугари можеме да влеземе во Европска унија. И ова другото, спрема преспа никогаш Северна само Македонија. После влегувањето во канцелари, тоа е доаѓањето на власт, и председателката, и премиерот, Република Северна Македонија и така натаму и така.